четврток 18 часот и 15 минути или термин резервиран за Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што сте со нас и ова попладне. Во време кога се ни е толку достапно, кога се ни е на еден клик, говориме за важноста на книгата. Колку книгата денес го губи своето значење или од друга страна станува се поважна. Дали библиотеките денес се тивки архиви од минатото или стануваат жив центар на знаење и култура? Ова попладне ќе говорам со првиот човек на најголемата библиотечна просторија, односно установа, тоа е Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, вечерва говорам со првиот човек или директорот господинот Јовица Никчевски. Благодарам што сте дел од Скопје ми е дома и благодарам што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам и на вас за интересот. Поздрав до вашите гледачи. И се надевам што повеќе подобри емисии во однос на библиотеките и културата ќе имаме. Токму така, најголемата библиотека во државата и прв човек кој што постои на вистина од многу одамна, ќе говориме за незиното место денес, меѓутоа и за модернизацијата, дигитализацијата и се што е поврзано со активностите во библиотеката. Па би започнале и од таму каква е состојбата денес и што значи да се стои на првото место во оваа установа. Вака сега, првично да бидете директор на една ваква значајна установа, пред се за мене е огромна чест и нормално укажена прилика за да нешто направиме ние со таа институција, бидејќи станува збор за институција која што постои подолго од еден век, која што е заштитар на културното наследство на Република Македонија, а воедно и институција која што е чувар на идентитетот. Меѓу другото, бидејќи ние не можеме да говориме за идентитет, а да не говориме за пишаниот збор, да не говориме за културното наследство, да не говориме за Пулевски, да не говориме за Мисирков. Така да честа да водите ваква институција е стварно огромна. Нормално дека тоа не е само чест, е и обврска, меѓутоа за мене секако представува чест првично. Со какви предизвици денес се соочува библиотеката која постои повеќе од еден век и тоа е навистина импресивно. Јас кога читам и истражувам за Климент Охридски, тоа е навистина еден многу голем временски период за да се зачува сето она и да биде оваа установа денес она што е навистина е предизвик, навистина е предизвик верувам и да се менаџира оваа институција. Со какви предизвици најчесто денес се соочувате и на што ете моментално е фокусот на работата? Да. Значи, предизвици имаме на сите полиња, пред се од аспект на одржување, на градежни активности, на реконструкции, на санации на самата библиотека, бидејќи, како што споменавме, самиот објект, односно институцијата во моментов поседува два објекта кои што представуваат една нераздвоена целина. Ние ги кажуваме како стари нов дел. Стариот дел ни е пуштен во употреба 1972 година, веќе времето си го направило своето. Нефункционалноста на системот низ годините исто така допринела да институцијата биде во многу лоша состојба, зборам, како објект. Меѓутоа, ето, тоа ми беше мене најголемиот предизвик, да кажам, првично да го средиме кровот. Тоа беше проект кој што го реализиравме минатата година. Оваа година започнуваме со втора фаза на тој проект, односно со таваницата, фасадата, средување на мермерните површини, средување на дворот на библиотеката, да заличиме на една нормална национална библиотека. Меѓутоа, тоа е еден од предизвиците за кои што имаме, да кажам, релативно голема помош од Министерството за култура и од владата на Република Македонија, бидејќи одржувањето и санацијата на таков објект без пари не се прави. Реално, меѓутоа, потоа, она што како мене, како директор ми доаѓа како предизвик е имплементација на многу нови процеси во библиотечното работење. Отварање спрема нашите корисници, создавање на подобри услови, отварање на нови читалници, модернизирање на читалниците кои што веќе постојат, така да имаме доста предизвици. Меѓу нив доаѓа и моментот на човечки ресурси, исто така морам да кажам дека библиотеката ја наследи во многу девалвирана состојба во однос на кадарот, бидејќи бевме сведени минатата година на 72 вработени. Тоа е стварно поразително, имајќи го предвид фактот дека библиотеката во своите најдобри времења на функционирање имала 205 вработени.
Значи тоа драстично опаѓање на кадарот не ви остава возможност да функционирате како што Не треба. достига ли кадар денес? Апсолутно и ден денес не достига кадар. Веќе спроведувавме и минатата година и оваа година, веќе во моментов имаме активни огласи за прием на и пополнување на работни места и мене ме радува што морам да кажам минатата година добивме стварно добар кадар. Вработивме 18 нови лица. Дел од нив беа ангажирани претходно низ годините, па негде и 15 на години со договор на дело. Така да мислам дека успеваме полека да се кадровски екипираме за да може да функционираме. Бидејќи знаете како е нашите законски надлежности постојано се зголемуваат, само расте издавачката продукција, расте заштитата, односно нашите обврски во заштитата на културното наследство, да не зборам дека тука треба веќе да имате имплементирано дигитализација, имплементирано вештачка интелигенција во целиот процес, плюс условите за корисниците, тоа е стварно сеопсежна институција која што бара многу вработени. Така, се споменавте дигитализацијата. Колку сте во чекор со неа и какво е влијанието на дигитализацијата? Се менуваат ли читателските навики кај корисниците и дали дигитализацијата влијае во тој процес? Да, апсолутно. Значи, ние дигитализацијата како Национална библиотека на Македонија гледаме од два аспекти. Прво е заштитата на културното наследство, заштитата на фондот, бидејќи своевидно на некој начин и самата дигитализација представува заштита. Вие нешто кога ќе го имате во дигитален формат, немате потреба да го давате оригиналот на користење на корисниците. Корисникот ќе добие дигитална копија и на тој начин се избегнува моментот на манипулација со оригиналниот фонд, со тоа што се заштитува тој фонд. И од друг аспект, па дигитализацијата исто така ви представува многу полесна форма да вие ја доближите книгата, односно публикацијата, списанието до корисникот кој што не е во библиотеката. Ние располагаме со голем дел од фондот ни е дигитализиран, инаку не спомнав, меѓу другото, библиотеката брои над 3 милиони библиотечни единици, а имаме над 1 милион дигитални објекти. Значи имаме стварно завидна дигитална библиотека. Единствен проблем што ни останува, што она, нели, претпоставувам дека по широкиот аудиториум го интересира, е тоа зошто не се јавно достапни сите тие работи, тоа не е достапно токму само поради авторските права. Таму каде што имаме ослободени авторски права, тоа ни е прикачено на нашата дигитална библиотека, односно dlib.mk и може да се погледне во секое време. За тоа што немаме авторско право, го имаме во дигитална форма, меѓутоа тоа може да се користи исклучиво во просториите на библиотеката. Дигитализацијата како процес, морам да кажам дека е стварно поразителна сега 2026 се уште ние да разговараме за дигитализација, зашто тоа требаше да биде веќе завршено пред некои десетина години, можеби и повеќе, зашто во 2009 година нашата нова зграда наменски е направена токму како центар за дигитализација и идејата за таа зграда била да функционира како центар за дигитализација. Меѓутоа во изминатиот период ништо, апсолутно ништо не се случуваше со дигитализацијата. Минатата година го сервисиравме едниот скенер кој што го поседувавме, тоа станува збор за скап скенер кој што исклучиво се користи за културното наследство скенирање, односно за чувствителните материјали, и набавивме 3 нови дополнителни скенери. Меѓу нив набавивме и еден скенер за микрофилмови, односно претварање од микрофилм во дигитална копија. Така да сега и кадровски во тој момент се екипираме таму, пробуваме меѓу другото да имплементираме и вештачката интелигенција во таа дигитализација, бидејќи сметаме дека би ни била од голема помош и дека би ги доближиле на тој начин дигиталните објекти до нашите корисници. Така, од друга страна, може ли да се пофалите со зголемен број на читатели и каков профил на посетители доаѓа во Климент Охридски? Тука се и студентите, секако истражувачите, читателите, сите оние љубители на книгата и настаните, тука се исто така организирани од страна на Согласно нашата статистика, бидејќи нонстоп водиме статистика за посетеност на библиотеката, кој го зајмува библиотечниот материјал, кој ги поседува читалниците, кој ги поседува нашите специјални збирки, односно колекциите на библиотеката, јас морам да кажам дека нема правило во однос на структурата на корисниците. Имаме, согласно нашиот правилник, од 16 години па се до 90 години имаме корисници. Нормално, најактуелни и најприсутни ни се студентите, бидејќи доаѓаат како универзитетска институција, се уште не користат, ги користат нашите читалници, користат малку од нашиот фонд, морам да кажам, бидејќи доаѓаат со готови материјали. За мене е крајно поразително, бидејќи најголемиот број од студенти кај нас учат од скрипти. Морам да кажам тоа од факултетите, тоа не зависи од нас. Меѓутоа, се зајмува материјал. Она што не импресионира и
како национална библиотека, бидејќи сме единствена со тој материјал што го поседува, е посетата на научно-истражувачките работници, посетата на странците, посетата на професорите, академиците, тие се тие кои што доаѓаат и истражуваат постојано. Бидејќи јас тврдам дека нашата библиотека има материјали кои што се уште не се истражени. Се уште не се опишани како што треба, се уште се анализираат, се уште ги внесуваме во каталози, така да таа една ризница, да кажам на некој начин, непресушна во кој што било кој што е заинтересиран може да дојде и сигурно да истражи нешто од неговата сфера на интерес. Така, кога говориме за библиотеката, говориме и за еден културен центар каде што постојано се случуваат разни активности, настани, манифестации. Еве сега последно по повод Светскиот ден на книгата и авторското право, чинам дека имавте убав голем настан кој што го одбележавте. Се случи изложба Убавите жени на мојот народ. Се случуваат ли повеќе вакви активности? Апсолутно. Колку сте посетени од друга страна? Колку библиотеката е културен центар, баш центар на вистина? Знаете, јавна тајна е дека нашата институција низ годините некако беше девастирана. И кога ќе спомневте вие за национална библиотека или како НУП општо познато, прво нешто што ќе ви паднеше на памет беше протекувањата на кровот и во читалниците. И сега ние имавме на голема задача, да кажам, да дојдеме до некаква позитивна нула во однос на рейтингот, токму за да можеме да дадеме фокус на тие културни настани. Меѓу другото, библиотеката и библиотекарите имаат обврска да го промовираат фондот на библиотеката. Тие изложби не се само нешто што би требало да се прават, него тоа е нешто што задолжително треба библиотеката да го прави, бидејќи библиотеката поседува 11 специјални збирки, од кои 9 се прогласени културно наследство, 3 од нив се исклучително значење, односно прва категорија на културно наследство, и тоа како имаме материјали ние да се презентираме и да правиме таков тип на настани. Минатата година имавме многу успешна година во однос на настани, имавме една убава конференција за заштита на културно наследство. Тоа беа над 40 странци, експерти странци, конзерватори, реставратори од тој дел и професори од универзитети, односно од над 21 држава имавме гости. Како што спомнавте, Убавите жени на мојот народ, заедно со уметникот Славчо Максимовски, беше една извонредна изложба по повод 8 март. Сега имавме еден, да кажам, настан, маратонски настан, кој што ни траеше цела недела од 20 до 24 април по повод Светскиот ден на книгата. Беше преубаво самиот настан, односно на 23 април беше 12 часовен настан, тоа до сега не се случило во библиотеката и сме презадоволни од сето тоа како се одвиваше, колку најдена сето тоа на интерес. Тој настан го организиравме заедно со шпанската амбасада, со шпанскиот амбасадор. Следниот ден имавме исто веднаш одма една книжевна средба посветена на Ани Ерно, односно Нобеловка од 2022 година, заедно со Францускиот институт. Знаете како, тоа се сепак институции кои што треба да изобилуваат од таков вид на настани. Сега наскоро еве го најавуваме по повод 5 мај, по денот на македонскиот јазик, исто така најавуваме еден убав настан со почеток од 12 часот, ќе имаме изложено неколку речници кај нас, ќе имаме правописите сите што се до сега и плюс уште неколку уникатни книги кои што ги поседува библиотеката. Така да не застануваме во однос на овие настани. Јас морам да кажам дека секојдневно мојот тим сум презадоволен, нормално човек сам не може да функционира, јас сум презадоволен од мојот колектив, посебно од мојот најблизок дел кој што секојдневно се вложува и 24 часа ми е на располагање. И еве вака од прва рака морам да ви соопштам една убава официјална радосна вест. Вчера и премиерот исто го известив, зашто не станува збор за мала работа. Во однос на тие настани успеавме да добиеме апликација, бидејќи аплициравме да бидеме домаќини на годишната конференција на европски библиотеки во 2028 година. Знаете, тоа е можеби најпрестижниот настан во светот на библиотекарството. Со самиот факт што аплицирате 2 години однапред, значи тоа кажува многу. И успеавме да го добиеме и се надевам дека ќе бидеме успешни домаќини, добри домаќини во 2028 Скопје да има и Националната библиотека на Македонија, со што да се пофали. Честитки, верувам дека ќе бидете и на нивото на вашите задачи и обврски секако во представувањето на библиотеката. Колку библиотеката е рамо до рамо со соседните меѓународни странски вакви установи?
Така. Морам да кажам, кога веќе правиме некаква компарација и споредба со останатите библиотеки, ние имаме супер соработка. Апсолутно со сите библиотеки во регионот, и со грчката библиотека, и со библиотеката од Бугарија, со српската национална библиотека, со босанската, значи апсолутно со сите земји, мислам дека скоро со сите имаме дури и меморандум за соработка и договори за одредени проекти. Меѓутоа, нашата цел не останува само регионот. Значи, ние остануваме малце подалеку, сакаме да го следиме примерот на Германија, сакаме да го следиме примерот на Шпанија, на Луксембург, значи држави кои што стварно извонредно функционираат во однос на библиотекарството, па можеби и Шкотска. Минатата година имавме прилика, токму на Ценала конференцијата, да бидеме во Шкотска, во Единбург, таму е националната библиотека, и од она што имавме како можност да го посетиме во библиотеката, морам да кажам дека ништо подобри не се од нас, реално. Они само функционираат, да, кај нас сме имале некаков гап во системот на нефункционалност, меѓутоа, мојот колектив апсолутно може да оди рамо до рамо со колективот на било која национална библиотека. Во тој однос, од тој аспект, мислам дека сум презадоволен. Имаме капацитет, имаме способни луѓе во библиотеката и мислам дека полека го враќаме сејат на националната библиотека. Има ли конкретна програма библиотеката по која што работите и стратегија секако за на долг рок како ќе се одвиваат работите? Верувам дека имате и конкретни цели зацртани. Да, апсолутно, значи ние нормално како една од институциите кои што се клучни за културата, пред се мора да имаме стратегија. Јас и на мојот оглас кога аплицирав за директор на јавниот повик, јас морав да предложам програма која што мислам дека веќе ја завршив. Беше програма за 4 години, меѓутоа за година и половина јас веќе ја реализирав таа програма во најголем дел. Нормално дека имаме стратегија во која што се движела библиотеката, но тоа не значи дека таа стратегија ние би заглавиле само на таа стратегија. Нормално, оперативно, технички, секојдневно ние си надополнуваме, менуваме, мораме да ги следиме модерните предизвиците на нашите корисници. Така, се отвараат и нови можности, и нови проекти. Апсолутно, се отвараат нови можности, гледаме да инкорпорираме што е можно повеќе млади луѓе. Младите луѓе, морам да кажам, ни се еден таргет, една целна група која што сакаме да ги донесеме во Националната библиотека. И тоа првично и настанот беше замислен така 23 април, да им покажеме, да ги убедиме младите луѓе дека библиотеката, да ги скршиме стереотипите за библиотека, дека библиотеката не е едно место во кое што вие ќе дојдете, ќе седнете во читалница, ќе земете книга и треба да молчите само. Имаме и такви читалници. Тоа се тие така наречени, што ги кажуваме ние, стари читалници, нели тоа што остана, меѓутоа имаме и модерен дел. Сте биле во мултимедијална читалница, каде што станува збор за интерактивна читалница, читалница во која што младите треба да дојдат да се дружат. Па и да поминат и некаква забава, и диџеи да донесеме, да има по-релаксирана атмосфера, бидејќи библиотеката секаде во светот не е само користење на материјали за читање, него е место за социјализација, место за дружба, место за културни настани. Колку е доволно искористена библиотеката и како да се поттикнат младите повеќе да го користат просторот и како да се поттикнат младите повеќе да читаат денес од друга страна? Видете, младите мислам дека доволно читаат. Иако вака многумина нема да се сложат со мене, меѓутоа за мене како директор на Национална библиотека и електронската книга, онлайн книгата е читање. Ние токму затоа под повод 23 април, нашиот хаштаг, односно логото на самиот настан беше скролај, листај, читај. Опфаќаме неколку содржини, односно скролај е моментот за електронските книги, листај е моментот за онаа стара хартиена форма на книга. Меѓутоа, тоа не значи дека некој не чита. Младите, јас мислам дека и денес многу повеќе читаат него изминатите генерации. Можеби не читаат хартиена книга, да, меѓутоа секојдневно со телефоните во раце и постојано примаат некакви нови информации. И тоа постојано се покажува и затоа мислам дека младите во моментов можеби не е толку актуелно да биде хартиената форма на книга или на публикација. Значи библиотеката е прилагодена на новите технологии, на новите генерации. Апсолутно прилагодени и се надевам дека и ќе продолжиме и понатаму, дека младината ќе чита се повеќе. Нормално се стремиме да го вратиме сјајот на старата книга, односно на хартиената книга. Так. Меѓутоа, се што се чита е читање. И е добро. Го споменавте премиерот, ќе ве прашам каква е соработката и со централната власт и секако Министерството за култура, нели како најважно. Верувам дека соработувате, дека сте амбициозни во проектите кои што ги потпомагаат и тие, нели?
Апсолутно да. Јас морам да се заблагодарам секако и до премиерот и до министерот за култура, бидејќи без нивната поддршка НУП не би можела да исплива од сите тие проблеми. Нормално пред се поради можноста за реконструкција на библиотеката, зашто ние, знаете, колку и да се трудите, што и да правите со материјалот, ако имате постојано протекување на вода во библиотеката, вие не можете ништо да направите. Минатата година ни беа одобрени 24 милиони денари за реконструкција на кровот. Оваа година имаме добиено 4 милиони и 200 за реконструкција на таваницата, плюс дополнително уште 6 милиони за започнување на фасадата на библиотеката, односно реконструкција, репарација и реставрација, нема да се менува ништо, ќе се задржи во автентичен стил. И плюс, она што е за мене најбитно како директор, јас од минатата година имам делегиран буџет. Значи, ние како библиотека добиваме одредена сума на пари и јас со мојот управен одбор и со мојот колегиум правам распределба на тие средства. И тука знаете како е, тоа е обврска, е проблем и се гледа колку вие можете добро да изменаџирате. Меѓутоа, јас сум среќен што имам делегиран буџет, мислам дека успеваме добро сето тоа да го изменаџираме, не сме заглавени во бирократија, зашто тоа е многу голем проблем кај нас во државата, бирократијата. И од тој аспект мислам дека имаме одлична поддршка, подкрепа и од премиерот, и од министерот за култура и туризам, меѓутоа и морам да кажам и дека еден од нашите најголеми поддржувачи е господјата председател на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Таа беше кај нас на неколку настани и имаме постојана поддршка, така, што често можеме да ја забележиме значи. председателката во Да. библиотеката. Верувам дека ве поддржува во сето она кое што го работите и кое што го создавате. Каква е соработката со останатите библиотеки во државата и во главниот град? Колку скопјани читаат? Да, скопјани доста читаат, морам да ви кажам, имајќи ги предвид тука информациите кои што ги добиваме од нашите пријатели од градската библиотека, браќа Миладиновци. Значи, градската библиотека е една исто така од поголемите библиотеки во државата, располага не знам со колку точно клонови низ Скопје, меѓутоа тоа е завидна бројка и во однос на тоа колку книги изнајмуваат дневно, стварно е завидна бројката. Тоа го знам бидејќи имавме постојана соработка имаме со сите библиотеки соработка, бидејќи сме ние матична библиотека задолжена за координација, субординација и образување на библиотекарите низ целата Македонија. Меѓутоа градската библиотека вака релативно морам да кажам одлично си ја работи работата. Имаме постојано побарување за да им донираме книги и да проследиме книги кои што се финансирани од владата, книги од национален интерес, што тоа ни укажува дека некој има интерес за да ги користи сите тие книги. Морам да ги поздравам во секој случај. Сите библиотеки сакаат да се вклучат со работа, сега знаете како имаме и добри директори таму и добар колектив во сите тие библиотеки. Така. Вие кажавте дека веќе скоро и ја завршивте програмата која што сте ја понудиле, меѓутоа верувам дека има многу новости и нови проекти кои што ќе следуваат. Дали може да откриеме и да начнеме некој од нив и што ете моментално работите и се случува во библиотеката, што да очекуваме следно? Вака, морам да ви кажам првично, веднаш нешто што ќе се случи е лансирање на нашата нова платформа со цел да го доближиме читањето и до помладите, меѓутоа и до корисниците кои што реално имаат потреба. Во моментов спремаме платформа под називот весници.мк. На таа платформа ќе бидат ставени сите периодични списанија, весници, се што е од периодика, се што е сериски податоци на таа платформа и ќе може да се пристапува од било каде, ќе се користи корисничкото име кое што ќе се добие при зачленување во библиотеката. Значи, нашите корисници ќе имаат можност да пристапат од било каде во светот со регистрација, да можат да следат периодика, да можат да следат списанија, весници одредени, и тоа е нешто што долго време го развиваме. Исто така работиме во моментов на развивање на уште една платформа, која што во моментов не е полуактивна, да кажам, ја спомена веќе delip.mk, сакаме да ја унапредиме, бидејќи негде околу, мислам дека 14 верзии за останата, во однос на што го добивме, успеавме да покренеме, меѓутоа ќе апдейтуваме во најнова верзија. Тоа е нешто што вака ќе го понудиме за пошироката јавност. Таргет ни се исто меѓународните настани. Оваа година имаме свое излагање на конференцијата на европски библиотеки во Луксембург, која што ќе биде во јуни. Размислуваме во повеќе насоки каде би се движеле, меѓутоа она што е најактуелно сега е имплементацијата на вештачка интелигенција. Тоа ни е како главен фокус и на таа тема веќе почнавме некаква соработка со Националната библиотека на Бугарија од Софија
и имаме веќе најава за соработка со Шпанската национална библиотека. Тоа нас реално многу би ни значило, зашто каталогизацијата, односно обработката на материјалот би ја правеле со вештачка интелигенција. А нашиот библиотекар би бил само редактор, односно би го контролирал сето тоа. И на тој начин ние би забрзале многу процеси и би уштедиле вака реално од тоа што го имаме како сознание од другите библиотеки, негде 40 на библиотекари би ги заштедиле, кои што ги немаме. Така да би ги забрзале многу процесите и А значи ли тоа дека вештачката интелигенција ќе ги загрози можеби работните места? Не, апсолутно не. Значи ние немаме доволно библиотекари во моментот кои што треба да прават редакција и контрола на бази. Значи, обичното внесување, односно таа дактилографска работа би ја вршила вештачката интелигенција. Меѓутоа, контролата, редакцијата на сите тие записи би ја правеле библиотекарите. Таму не може да си играме со вештачка интелигенција, таму би ја работеле нашите библиотекари и тоа библиотекари со звања, зборам од највисок тип на звања. Така да никој нема да биде загрозен, ништо од тоа, меѓутоа би се убрзале процесите. Односно, морам да кажам, и тука веќе како библиотека пробуваме да испливаме од една лоша ситуација што ни била наметната низ годините, првично од ковид пандемијата, односно со заостанувањето на давање на материјалот. Кај нас кога ќе пристигне публикацијата, таа треба веднаш да биде ставена на давање на користење на корисниците. Меѓутоа, јас наследив доцнење од 8 години. Значи, замислете ви, ако е 2024 година и ја донесете вашата магистерска во НУП, таа ќе биде достапна после 8 години. Сега тој период го намаливме веќе. За една година го намаливме на 5 години и се надевам дека со таа вештачка интелигенција ние до крајот на 2027 ќе го работиме сето тоа тековно. Односно, таа книга што ќе влезе денес во библиотеката, веќе следниот ден да може корисник да ја земе, да ја зајми, да може да ја користи. Да, тоа е наистина голем период од 8 години и многу е жално во 2026 ние да говориме за кровот на библиотеката, а не за технологијата, модернизацијата и вештачката интелигенција. Меѓутоа, верувам дека сега ете забрзано се движат работите. Колку вам Скопје вие дома? Па видете, со оглед на фактот што јас сум роден во Скопје, се образував во Скопје, израснав во Скопје, Скопје ми е баш дома, буквално дома, така да од сите аспекти, иако доаѓам не сум од центарот на Скопје, доаѓам од една скопска населба од Драчево, меѓутоа мене Скопје ми е, како да кажам, во крвта. Баш роден крај, како го паметите Скопје во вашето детство и Скопје во вашите спомени? Дали детството го поминавте во Драчево? Верувам дека сте си доаѓали во централното градско подрачје, тука се случувал и ноќниот живот, па да направиме една паралела како било тогаш, како било сега. Да, го спомнавте ноќниот живот, сега не знам, јас не би сакал да звучам нели како некои стари генерации во мое време или не знам што, меѓутоа мислам дека имаше период кога Скопје стварно имаше многу убав ноќен живот. Морам да го кажам тоа со без предрасуди, без задршки, бидејќи во периодот додека се образував во средно образование, работев и како менаџер по неколку локали, по неколку дискотеки. Скопје живееш, ноќниот живот на Скопје беше еден од првите градови на Балканот со ноќен живот. Значи имавте апсолутно се. Морам да кажам, сето тоа го смени еден немил настан, ако добро се сеќавам, имаше едно дете во тоа време избодено со нож на плоштадот и од тогаш некако замре ноќниот живот, односно се воведе некаков ред на кафичите да може да работат, кафе-баровите до 12 часот, па до 1 дискотеките. Претходно Скопје имаше 24 часовен ноќен живот, имаше функционалност, имаше, не знам, јас во изминатиот период се надевам сега дека веќе ќе успее новата градска администрација да го врати Скопје во нормален. Значи, она што се случуваше во Скопје беше крајно поразително за сите нас. Вие да поминете, Скопје се претвори во еден од најнечистите, најнехигиенски градови за жал. Значи, немаше град со кого вие може да се споредите. Тоа не е наше Скопје. Скопје е чист град, Скопје е град кој што функционира, кој што дише, кој што имал и ноќен живот, имал и денски живот. Меѓутоа, се надевам дека сега градоначалникот има доста предизвици, го има и Скопје 2028, се надевам дека, знаејќи го, бидејќи морам да кажам дека го знам лично, ми е пријател од детство и знаејќи го, мислам дека ќе успее некако да го врати сејот на Скопје, бидејќи стварно на Скопје му треба многу грижа, му треба реален, културен, му треба ноќен живот,
пред се му треба хигиена и добар јавен градски превоз. Да се тргне од основните работи, оние суштинските кои што на граѓаните им пречат и барат итно решение. Апсолутно. Хигиената секако јавниот сообраќајен градски превоз. Имате ли вие омилени места во главниот град каде што си ги полните батериите, се релаксирате, сакате да се отидете на излет, можеби таму Скопје има убави такви места кои што верувам секој од нас си ги посетува, дали за викенд, дали преку работната недела. Така, апсолутно. Вие Скопје, каде и да погледнете, сегде имате некое место каде што ќе ви ги наполни батериите. Јас морам да кажам, јас сум љубител на спортот. Сакам да се движам, сакам да планинарам, сакам да шетам по планините. Водно ни е неприкосновено. Тука мислам дека на водно имате 100 места каде што може да наполните батерии. Дали сакате да бидете во гужва, дали сакате сами да уживате, дали сакате да пропешачите, имаме пештири во опкружувањето на Скопје. Потоа не може вие да зборите за Скопје да не ја спомнете старата Скопска чаршија, да не ја спомнете Матка. Значи релативно во моје Драчево морам да кажам имаме две феноменални места, тоа се објектите на Трикруши и манастирчето Пеленица, места каде што се редовно за викенд посетени, така да, Скопје во однос на тој дел има што да се види. Реално и кафулиња кои што функционираат одлично, морам да кажам, со денска шема низ Скопјето, така да имаме доста места каде што може да се полнат батериите во Скопје. Така, јас пак се вратам на библиотеката, нели фокусот вечерва е токму на неа, колку во текот низ годините успеалајте покрај сите оние работи кои што се реновирани и требало да бидат итно реновирани, таму успеала да си го задржи автентичното во себе, колку библиотеката е едно обележје на главниот град денес. Да. Самата библиотека како објект е многу карактеристичен, односно е изграден во карактеристично време. Односно библиотеката пред да биде преселена во овој објект каде што сме сега, била негде на стариот филозофски факултет, тоа е на местото кај што е денешно МАН. Меѓутоа земјотресот си го направил своето, во 63-та веќе таа зграда била срушена, неупотреблива и се започнува со проектот за оваа зграда во која што се наоѓаме сега. Таа зграда е започната во 67 со изградба и е пуштена во употреба во 1972 година. Со самото тоа што е градена постземјотресно, самата зграда е фантастична. Значи е прекрасно обележје на градот Скопје, бидејќи во нејзе изобилува оној брутализам што е направен од Кензо Танге, меѓутоа нашиот архитект Петар Муличковски сето тоа го направил да изгледа фантастично, правејќи ја зградата по примерот на старата македонска куќа, со чардаци, со баклави, се имплементирани голем концепт, голем дел на дрво, потоа имаме фасадни плочки. Значи, самата стара зграда, зборам, е фантастичен објект. Јас сметам лично дека никогаш не треба да се менува, него треба да се задржи во автентичен стил, зашто таа е некакво обележје на Скопје. Меѓу другото, ние како библиотека и како библиотекари сме стварно среќни, зашто сме ние едни од ретките кои што имаат два објекта различни, односно имаме еден објект традиционален од постземјотресно Скопје и имаме еден нов модерен објект. Така да тој стариот објект што ни од 72 година, на кој што сега реновираме кровови и читалници, треба да си го задржи својот стил, треба да си ја задржи својата улога, бидејќи тој е достоен репрезент на едно Скопје од 70-тите години, односно од постземјотресно Скопје. И не случајно е прогласено културно наследство. Значи самиот објект е прогласен културно наследство. Доаѓаат ли странски посетители и како реагираат и на објектот и на сето? Да. Вообичаено доаѓаат странски посетители кои што се заинтересирани и се импресионирани од самата архитектура, од самиот проект. Значи тоа е нешто што постојано имаме најави, дури со најави постојано да дојдат, да може да фотографираат, бидејќи стварно тоа е феноменален објект, зачуван во одлична состојба, морам да кажам, иако времето и неодговорните директори си го направиле своето, меѓутоа објектот има душа. Јовица, многу ви благодарам што во Скопје ми е дома проговоривме за овој објект стар повеќе од еден век, меѓутоа и за идните планови, стратегии и визија на Националната универзитетска библиотека Климент Охридски. Благодарам што прифативте мојата покана. Верувам дека ќе имаме многу теми и многу настани исто организирани од ваша страна, кои што ќе ги говориме токму во Скопје ми е дома. Ви благодарам и на вас за интересот. Нас не радува промоцијата на библиотеката и во секое време сте добре дојдени кај нас. Благодарам.
Стара повеќе од еден век, Националната универзитетска библиотека Климент Охридски вечерва ни беше во фокус во Скопје ми е дома, и јас за модернизацијата, дигитализацијата, идните планови, проекти и стратегија вечерва разговарав со првиот човек или директорот на библиотеката, господинот Јовица Никчевски. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание, почитувани гледачи. Овде ве поздравувам и ветувам наредна дружба наредниот четврток во истиот термин. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми растуте сни. Вечно ќе ја